Операта ги преминува границите на она што значи да се обезбеди екзистенција како уште еден жанр на забава. Таа е културно наследство кое не збогатува и не идентификува како чувствителни, различни, мисловни и сложени човечки суштества. Таа е еден од најкомплетните уметнички изрази која ги обединува и ги слави сите уметности на едно место. Операта е изградена врз основа на големи трагедии, за да се заснова подоцна и на комични ситуации што одразуваат привремената и вечната социјална проблематика, кои ја допираат најосетливата страна на човекот. Тенорот е највисокиот машки глас во класичното пеење. Според дефиницијата и употребата во музиката, тенорот е пејач чиј опсек на гласот во кој удобно пее се наоѓа помеѓу баритонот и контратенорот. Карактеристичен е по својот чист, светол и ѕвонлив глас, особено во високите тонови. За својот ѕвонлив глас, за убавината на оперската музика и за многу други убави нешта ќе ни зборува вечерва Ѓорги Цуцковски, тенор првенец на Националната опера и балет. Ѓорги, добре дојде во Трафика. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Роден во Скопје, дипломиран на Факултетот за музичка уметност во Скопје и во класата на професорката Билјана Јовановска со највисока оценка cum laude. Кажи ми како го откри прво твојот талент за пеење, како, на која возраст и од каде оперско пеење? На се што се сеќавам од ранното детство е тоа дека само сакав да бидам оперски пејач. Имаше една многу случајна ситуација во која моите родители во моето детство ме однесоа во Југотон да купиме детски касети со детски песни. И јас покажав во тоа време една касета со Лучијано Павароти, инсистирав да ми ја купат. За неколку дена веќе сите наполитански песни ги знаев на памет. И така во мене се створи една толку голема желба да бидам оперски пејач. Значи, просто верувам дека е тоа судбинско случување. Така што веќе во четврто деление ги почнав паралелно со основното образование, нижото музичко образование, затоа што бев мал да изучувам пеење, изучував инструмент, свирев труба, значи нижо музичко и средно музичко, развивав диафрагма. И потоа требаше да продолжам труба да студирам, затоа што имам повеќе од 15 интернационални награди како инструменталист. Повторно интуитивно некаде во април месец, во текот на мојата матурска година како средношколец, отидов кај професорката Билјана Јовановска Јакимовска да ми го чуе гласот. И кога го чута, скоро да имаше солзи во очите. За неполни 2 недели научив оперскарија на памет и таа ме пушти на нејзиниот завршен концерт на студентите на факултетот да пеам, а јас не бев се уште запишан на факултетот за музичка уметност. Така што таа година сум запишан како единствен студент со максимални 100 поени на факултетот за музичка уметност, за подоцна да дипломирам, како што кажавте, со cum laude. Убаво. Затоа што јас сега се прашувам, не може да се открие талентот на 20 години, веројатно се раѓа детево и знае, кога почне да пее, му се познава. Музикалноста пред се е наследна. Тоа сега да прашам, во семејството имаш или? Немам луѓе кои што професионално се бават со музика, јас сум прв уметник музичар, меѓутоа имам уметник, на мајка ми братот е вајар, целото моје семејство пеат преубаво. Еве, моите внуци од мојот роден брат имаат апсолутен слух и веќе одат во музичко одделение, така што генот се пренесува од колено на колено. Преубаво. И тоа е еден, мислам, голем благослов и голем дар и многу е убаво кога ќе се открие и кога ќе се негува.
затоа што животниот пат е прекрасен кога работите нешто кое што вистински го сакате и кое што е дел од вашата природа. Сегогаш велам дека љубовта кон работата е број 1, па потоа се друго. Кажи ми, во 2006 добиваш стипендија на Sea Music Theatre од Виена и специализираш оперско пеење кај професор Оливера Милјаковиќ. Да. Кажи ми за тоа искуство. Па, професорката Оливера Милјаковиќ, камерзингерин, тоа е една голема оперска звезда од Виенската опера, по потекло од Република Србија, нели по потекло, но Австрика. Беше дојдена во Скопје да одржи мајсторски курс и исто така кога ме слушна беше воодушевена од мојот глас, добив препорака од неа, полагав аудиција во Виенската државна опера. Тогашниот директор Холендер, еден од најдолгите директори на Виенската државна опера, ми додели 2 годишна стипендија и 2 години се доусовршував во Виена. Од 2007 си пејач првенец во Македонската, односно сега Националната опера. Официјално вработена. Предходно си имам пред 5 години предходно работено. Гостуваше како хонорарно пееше? Не, бев постојано ангажиран исто како првенец, меѓутоа 2007 добив статут и решение за работа, да. Но ај кажи ми прво за тоа, потоа ќе ми раскажеш и за како професор по пеење на факултетот ЕСРА, нели, за музика исто. Кажи ми прво за операта. Значи, за операта, станав дел од ансамблот на Националната опера на своја 19 годишна возраст. Значи, втора година на моите факултетски студии, во тоа време уметнички директор на операта беше Славица Петровска-Галич. И на еден гала оперски концерт ме замоли да дојдам, да бидам дел од една нова продукција која што се подготвуваше. Значи, моето деби всушност се случи на 19-20 годишна возраст како главна улога во оперетата Лилјакот од Јохан Штраус, бев познатиот Айзенштајн, да. Така што ако израчунате до 2007 всушност многу повеќе од 5 години сум бил дел од куќата, но во тоа време немаше вработување, дури до 2007 се вработивме околу 200 уметници во Националната опера, така што повеќето од нас беа хонорарци. Како професор? Како професор добив понуда да станам професор на факултетот ЕСРА, затоа што отсекогаш ме интересирала педагогијата, затоа што, знаете, нашата професија е многу специфична и уникатна, затоа што не е пишана во ниеден учебник, туку се пренесува во живо, тоест учите од мајсторот, што би рекле италијаните, во овој случај јас би рекол учите од менторот. Значи, поентата на менторот е да го детектира вашиот респираторен апарат, грлото, синусите, каква ви е конституцијата, каде се јавуваат проблеми во пеењето. Значи, пред се аналитика и е многу одговорна работа исто така, но голем број од мои ученици веќе се солисти на Националната опера, на кој што сум исклучително горд. Така прашав, дали имаме солисти од таму, веќе излезени? Од ЕСРА не, меѓутоа имам солисти кои што работеле со мене, Билјана Јосифов, која што додека јас си бев ментор, дебитираше Виолета во Травијата, сега веќе пее главни улоги и уште многу други солисти, така што мислам педагогијата е многу благородна, затоа што знаете, и ние сме учеле од некого и тој некој на нас не бил посветен како родител, така и јас сметам дека на идните генерации треба да се помага. Сега предавам исто така и на глумците, тие ми се посебно драги, затоа што имаат една движечка енергија која што е многу поразлична од пеачите, затоа што ние пеачите живееме повеќе би рекол под војнички услови, знаеме во колку се легнува, во колку се станува, колку треба да се спие, колку треба да се вежба. Глумците се малку порелаксирани. Меѓутоа, поентата ми беше дека чудо не виден сум колку сакаат да научат. Ме молат за дополнителни часови, секогаш кога треба да пеат песна во представа или кога имаат проблеми со гласот ми се јавуваат. Значи, педагогијата е навистина многу благородна работа. Баш бидејќи не секој пеач сака да е педагог, нели? И сака да го пренесе, баш се радувам што си од тие што сакаат да го пренесат. Кажи ми, во 2019 потоа заврши и мастер со Борис Трајанов, со
маестро го викате, маестор Маестро Борис Борис Трајанов, Трајанов, така, на факултетот во Штип. Претпоставам тоа исто ти е еден плюс во твојата интерпретација, нели? Да, маестро Борис Трајанов е мој председрак колега, затоа што ние на сцената на Националната опера и балет сме отпеале многу представи заедно и многу премиери заедно. И ми беше особена чест да бидам негов студент за магистарски студии, затоа што сметам дека кариерата која што Борис Трајанов ја има постигнато во свое време и со својот квалитет на вистина енормно голема и човек има што да научи од него, така што сметав дека за моите магистарски студии во Македонија Борис Трајанов е адекватен ментор и сум му благодарен за се и за соработката и за пред се пријателството, поддршката. Мислам, магистерските студии беа веќе како задоволство кога имате ментор кој што пред се го чувствувате како пријател. Да, бидејќи кај вас во операта, нели е важно тоа да бидете и блиски, инаку и да се поддржувате, инаку би било малку, нели, потешко да се работи кога не би биле како семејство. Знаете, уметниците, може би да не генерализирам, меѓутоа ние музичарите од самото средно образование веќе пред се работиме на нашиот емотивен развој, затоа што емоциите се тесно поврзани со музиката, а друго како соученици или со колеги, секогаш мораме да имаме синергија за да функционираат предметите, така што ние на работа сите се чувствуваме како семејство. Знаете, кога ќе отиде човек како од мојот профил во некоја институција кај што колегите стојат дистанцирано, ја чувствуваат нивната раздалеченост, тоа кај нас не постои. Значи, ние да се скараме и да имаме непријатна ситуација, тоа брзо се надминува, затоа што на крајот секогаш мораме да застанеме заедно на сцена, да се гушкаме, да се бацуваме и мислам нема никаква полза. Ние сите имаме своји ставови, своји мислења и разни ситуации. Меѓутоа, блискоста со луѓето кај нас е многу интензивна и морам да истакнам дека низ мојот животен пат, патувајќи низ светов, луѓето кои што не се бават со уметност, веднаш ја чувствуваат љубовта која што ние ја чувствуваме кон другите луѓе. Мислам, станува збор за човеколюбие, затоа што на тоа работиме откако сме родени и некако сме магнет за привлекување на други луѓе и мислам дека тука лежи зошто е тоа така. Секогаш велам, уметниците се тие што треба да нели водат напред, да одиме напред, да бидеме со поотворени погледи кон светот и дека тоа сите треба да го прогресивни, опуштени, секако. Без предрасуди, без осудување. Мислам дека спомена чувства, спомена нели за да можеш да функционираш мора да имаш љубов и кон работата и кон улогите и кон се. Колку се внесуваш, колку ти е подготовката на една улога? Не знам, предизвик во кој нели се ставаш целиот, предпоставувам. Да се спрема една улога е огромен процес и тоа е макотрпна работа. Пред се треба да се совлада една огромна партитура на памет, па потоа доаѓаат музички проби, па вокални проблеми кои што со менторот треба да ги досредите, да ги испеглате, народски кажано. Мислам дека во мојот случај максималната емоција доаѓа на представата и на премиерата. Но никогаш нема да заборавам далечната 2006, мислам дека снимав DVD во Јапонија Травијата и во живо се изведуваше представата. И јас, кога умира Виолета, на двете генерални проби на самата представа плачев како мало дете. Тоа ми се има случајно и во Скопје, секогаш кога пеам Травијата има нешто што нешто во приказната со кое што се поистоветувам, небитно и меѓутоа сите чувствата излегуваат силен бран на емоции и многу беше интересно што јапонците ме прашаа како го глумите ова. И значи на такви нации кои што имаат сосема поинаков менталитет од нашиот, е многу тешко да им објасните колку длабоко ние како македонци или како регион чувствуваме, така што дека не е глума, туку е мислам дека и хиперсензитивизмот мислам дека е дар од Бога, така што тоа не може да се научи, така што
Тенорот е најприфатен глас во суштина како комерцијален глас, па дури и во популарни мелодии. Најприфатен е во операта воопшто од публиката. Многу интересно, јас читав дека и ниеден друг глас, дали сопран, дали бас, не може да биде толку славен и да достигне толку слава како еден тенор. Кажи ми, според твое искуство, што е потребно, што е неопходно да се биде добар тенор и да се постигне еден квалитет, една слава, нели? Пред се е најтешко да се биде тенор, затоа што е единствен вештачки глас. Значи, диапазонот на тенорот, како што убаво го представивте во вашето излагање за емисијата, станува збор за помеѓу баритон и контратенор. Но сите оние високи тонови не се во анатомска физиономија на машкиот апарат и вокал. Значи, прво е тешко да се наместат сите вокали да бидат на исто место како што налага белкантото, италијанската техника за пеење, а второ уште е потешко тоа да се одржи во живот, затоа што е многу ризично. Знаете, постојат голем број на светски тенори кои што кариерата им е околу 4 до 6 години. Значи, во принцип, тенори како Павароти или Пласидо Доминго, кој сега пее многу понизок репертоар, значи баритонски, се многу ретки, се подложни на разни операции на гласните жици и слично. Значи, како го чуваш гласот? со спиење. Со спиење? Да. Ноќно или дневно? Ноќно. Ноќно мора. Затоа што за гласот гласните жици се обновуваат единствено преку добар сон. Значи, ние не смееме да не спиеме, не можеме да излагуваме, како што кажав претходно. Цигари не. Да. Сепак сме балканци, мислам, малку сме ние поопуштени од италијанските колеги. Јас, например, не спиам воопшто ноќе, имам таков некој биоритм кога не спиам и точно на гласот влијае многу. Да. Ти се губи гласот, се повеќе го снемува. Спомена сега дека траат по неколку години некои тенори, поради X причини, нели? Познати се тројката на тројцата тенори, Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Ги имаме од повозрасните, не знам, Енрико Карузо, кој што е нели светски познат, или Краус, Алфредо Краус. Потоа ги имаме Хосе Кура, поновите Видјасон или сега Кауфман, Тител. Кауфман, сега и она се Хуан Диего Флорес. Ти кога рече дека си ја купил првата касета или тогаш немаше CD-а, имаше или касета или плоча од Павароти. Кој ти е не можам да кажам сега дека ти не имитираме никого, ама имаме инспирација од некого, крадеме делчиња, затоа што и спомена, учиме од мајсторите, така? Пеење. Кои ти се омилени пејачи, кои ти се попосебни од сите овие што постојат светски? Па да речеме, по мојот вкус бојата на Лучијано Павароти е нешто кое што секогаш ми е на срце, а инаку преферирам да слушам сопрани. Сопрани? Да, така што би ја издвел можеби Гена Димитрова од покојните. Тоа е еден неверојатно волуменозен, инспиративен драмски сопран, моќен во секој поглед. Меѓутоа, морам да кажам еден податок за мене, јас кога слушам музика, не слушам опера, туку слушам симфониска музика. Тоа сега да те прашам дали слушаш опера, не слушаш опера, симфонија слушаш повеќе? Симфониска музика, мислам, еве со сегашната позиција во Охридско лето, за кој што верувам ќе разговараме подоцна, има зошто, меѓутоа од секогаш сум сакал симфониска музика, дури постоеше можности да студирам композиција, затоа што мислам сите оние најтешки предмети, хармонија, солфеж, музички форми се ми беа задоволство да ги изучувам, така што музиката е многу комплексна структура и од секоја што ме предизвикувало. И симфониската музика доживам поинаку. Таа нема текст, но прави текст во вашите... прави посебна сензација во вашите емоции, така што затоа ја преферирам.
симфониската музика од една страна, од друга страна кога би слушал опера, би ја слушал аналитички, така што не би било вистинско уживање како вие што ја слушате како публика, да. Мене ме ако нешто можам да кажам дека сум слушал премногу пати и најмногу, тоа е Травијата. Мене ми е Травијата единствена опера што можам да пуштам од почеток до крај и да не прекинам на арија или на нешто. Жанрот, операта како жанр, низ историјата има многу, да речам, еволуција, има многу промени, зошто поради сите оние политички или социјални нели моменти во кои што живееле. Еве во Травијата нели таа класна разлика меѓу семејствата и слично. Тоа се префрла и сега, но сепак некако како операта да станува застарен еден модел според ова сегашно живење, каде што се е на TikTok, Instagram и за жал. Која е идеја, кој е начинот да може да се обнови таа опера, да се доближи до луѓето, освен оние сцени каде што нели се прават нови поставки, каде што се менува сцената со модерна облека и слично. Што друго може да се промени за да се направи една... Па јас лично сметам дека не треба да се менува операта, туку треба да се менува публиката. Добро. Значи треба да се работи на едукација, на доедукација. Треба децата, како во дамнешни времиња, знаеме дека и во оваа држава од предшколска и школска возраст посетувале детски балетски представи, детски оперски представи. Така што операта трпи да биде да има современо решение сценографско, меѓутоа либретото е тоа. Либретото таму не... Музиката е вонвременска. Јас не гледам причина зошто ние би го адаптирале на денешни времиња, освен што трае долго. Да речеме за луѓе кои што немаат трпение, една опера трае помеѓу 2 и 3 часа со паузи и слично, меѓутоа знаете, дури во времето кога е стварана, таа не е стварана за широки народни маси. Така, следното ми е овдека напишано, баш го размислував, е класична елитистичка забава и треба да можеби да остане така, не може да биде за широки народни маси, но треба да се можеби доближи малце повеќе, да имаме повеќе публика. Па знаете, мислам дека врвот во експанзија на оперската уметност го направија тројцата тенори со сите оние светски фудбалски надпревари кога беа Токио, Париз, Рим, на 4 години и мислам дека ние немаме што да измислиме во процесот на создавање на уметност или оперска уметност, но имаме што да допринесеме за едукација и доедукација. Знаете, како дел од Националната опера, доскоро дел од Националната опера, сум сведок на многу млада публика. Ние постојано имаме полни салони, имаме млада публика, ми се случува често да ме застанат на градскиот плаштад и да кажат дека им е задоволство што доаѓаат на моите представи или да дадат комплименти. Така што не сметам дека цела младина е во еден правец. Не, секако и не треба да биде и се надевам дека не. И јас мислам дека ние треба да се бориме да ги одржиме трајните вредности. Мислам дека тоа е нашата мисија. Секако, тоа им е идејата, нели, да можеби онаа едукација уште во најмала возраст, да се донесат деца, да им се пресепа, дури да не биде цела представа, да се направи едно делче колку децата да видат како сето тоа изгледа. Тој свет еден многу посебен и поубав. Колку ти е, кажи ми што пееш по дома? Не пеам. Не? Никогаш? Никогаш. Само проба, сцена. Значи, да не те прашувам како би пеел поп музика и дали можеш да го одвоиш тој... Ретко ми се случува, ама... И може да избегаш од твоето? Не, нели? Ке пееш со... Но звучи импозантно. Сигурно. Сигурно не звучи лошо. Твоето прво меѓународно гостување е во Театро Комунале Козенца, Италија, во 2006 и пееш Моностатос во волшебната флейта од Моцарт. Сепак е друга сцена, друг оркестар, други колеги. Какво ти беше искуството? И ке те прашам и за Инва Мула, мене многу ме интересира, бидејќи Инва Мула е... Мене секое
искуство надвор од државата ми доаѓа како еден натурален процес. И рефрешмент, нели, да, освежување. Да, меѓутоа нема никаква посебна возбуда, освен во некои престижни институции кај што сум настапувал, да речеме, скоро имав концерт во Москва каде што оркестарот звучеше онака како што звучи снимен оркестар на CD. Знаете, вие во едно време се прашувате дали јас овде да излезам да пеам или да почекам малку, затоа што мислам во такви моменти може да се јави трема или возбуда. Инаку воспротивно ние сме толку едуцирани да си работиме работата и цел живот се доедуцираме, така што не има. Мислам да ви кажам, повеќе сум возбуден кога настапувам во Скопје, затоа што безброј пријатели, познаници, колеги, студенти ќе дојдат на представата отколку надвор. Мислам, надвор ми е баш задоволство. Ајде да позборуваме малку за она што ти е сегашен ангажман. Во далечната 61 година на 4 август оперската певица Ана Липша Тофович го означува почетокот на она што потоцна ќе стане Охридско лето, нели? Фестивал кој 65 години постои, така оваа година беше 65-тата. Вистински каде што имат поминато домашни и светски имиња, светски од невиден размер, и е навистина една културна манифестација на која може да ни завидат многу земји, нели? Организирана е совршено. Од оваа година си директор на Охридско лето. Кажи ми, што донесе ти оваа година на Охридско лето, како Ѓорги, како директор, и каков беше предизвикот да се работи сето тоа, бидејќи сигурно не е едноставно? Па, јас бев назначен за директор на Национална установа Охридско лето во декември минатата година. Така. И веднаш знаев дека ме чека напорна работа, затоа што 2017 и 2018 чинам бев музички селектор, тоест уметнички директор на музичката програма. Така што јас заедно со тимот на селектори прво се фативме за програмата, ја реализиравме програмата, потоа работевме на промена на генерален спонзор, на добивање на спонзорски средства, затоа што знаете тој е фестивал кој што чини многу и благодарение на буџетот на Министерство за култура е реализиран онака како што е реализиран, воспротивно не би можело. Позади мене се месеци на макотрпна и долготрајна работа, меѓутоа од оваа временска инстанца се радувам што е така, затоа што статистички имаме рекордна продажба на влезници, имаме рекордна посетеност, имаме рекордни спонзорски средства од македонските компании, беа уметници во програмата кои што ретко настапуваат на овие балкански простори, значи имавме повеќе од 6-7 концерти на ексклузивни класични уметници кои што се број еден во светот, и навистина сум горд што сум на чело на оваа институција. Охридско лето има еден прекрасен тим кој што стои позади мене, меѓутоа сметам дека внесовме една нова енергија, барем такви критики добивме од јавноста и од јавноста, од новинарите и од компаниите. Внесовме минимални промени во, не знам, дизајнот на каталози, во присуство на социјални медиуми и слично. Значи ние сепак јас сакав да внесам една свежина, да го пратиме трендот на младите луѓе, да бидат информирани што се случува во нашата држава. И очигледно успеавме, така што како за прва година сум навистина така, ги имаме сцените, имаме Света Софија, нели? Сараиште, сцената Долни Сарај. Долни Сарај, Сараиште, Долни Сарај. Дали мислиш дека може да се направи промена од следната година, да речеме, да се искористи Самуилова тврдина или некој друг дел во градот, или сепак ќе се задржувате на она што... Па ние оваа година игравме Долни Сарај, предворје на Света Софија, самата црква која што е срцето на фестивалот. Да.
Антички театар и Центарот за култура. Антички театар. Охрид е толку убав што вие каде и да поставите бина, Зато ќе биде прекрасно доживување. Меѓутоа, се е многу тешко да се изведе затоа што логистички треба да се постави сцена, седиште и слично. Размислуваме за алтернативни простори до година и се надам дека ќе направиме нешто кое што досега не се случило, така што да внесеме малку еден да. буф. Па знаете сега кога имате успешно прво издание, второто издание треба да се потрудите да биде поуспешно од првото, па сега што би рекле ние како Господ никој не е, јас како директор ќе дадам свој максимум и се надевам дека ќе биде публиката задоволна. Предпоставувам дека програмата веќе ти е подготвена и за следната година, речи си? Па ние оваа година имавме през почетокот на април, што е редо го случај за Охридско лето, обично програмата се објавува во јуни. Значи јас бев на Европска асоциација на фестивали, имаше конференција во Единбург во Шкотска во април и програмата беше спремна комплетно до моето заминување таму. Значи ние не се представуваме себе, а представуваме државата и нашето национално богатство, така што тука нема играње. Паралелно со текот на овој фестивал, јас веќе почнав да работам на програмата за до година. Сега дека е готова, не можам да кажам дека е готова, меѓутоа дека до нова година ќе биде готова, тоа е сигурно. Ние не смееме да ја објавиме секако затоа што буџетот за фестивалот го добиваме од Министерството за култура во јануари 2026 година и сигурен сум дека веќе февруари, март месец ќе имаме презентирана програма објавена на веб-сајтот и на социјални медиуми, не само заради тоа што сакаме да бидеме пред времето, туку затоа што сакаме иностранските туристи да им овозможиме квалитетна понуда што да прават навечер додека се во Охрид. Затоа што нашата статистика од ова лето покажува дека повеќе од 60-70% од нашите посетители кои што купуваат карти се странци. Супер. Од земјина секаде од светот. Така што мислам дека Охридско лето е вистински културен амбасадор на оваа држава и ќе се потрудиме да го задржиме и да го подобриме тоа ниво. Да го подобриме. Ти имаш пеено на Охридско лето во суштина со Инва Мула, како што споменав. Имам пеено два пати, еднаш на отварање во режија на Дејан Пројковски се случи една копродукција со театарот од Санкт Петерсбург. Ромео и Јулија имаше Ромео и Јулија актери, Ромео и Јулија балетани и Ромео и Јулија пеачи. Јас бев Ромео пеачот секако. И имам пеено рецитал со Инва Мула. Би сакал да ти подарам една книга за како благодарност за баш ви благодарам. Гостувањето. Одлично. Тоа е мој превод и ќе ти се допаѓа. Благодарам. Баш ми е драго. Каков си приватно? Тоа е тешко прашање. Не излегуваш, го чуваш гласот. Јас сум екстровертен интроверт. Значи сакам луѓе многу, сакам блискост, сакам пријателства, но исто така сакам да бидам сам, сакам да уживам во тишината, затоа што во некој интервју имам кажано и никогаш нема да го заборам, тишината е најубава музика за моите уши. Ми треба време за своите мисли. Има работи кои што ме прават многу среќен и секогаш кога сум слободен се трудам да ги правам. Што те прави среќен? Ме прави среќен да пливам. Ме воодушевува слободата која што ја чувствувам дека сум во вода. Да. Сакам да посетувам сауна, сакам да спортувам кога имам време. Сакам да готвам многу. Да, обични работи. Ѓорги, има градови кои те прегрнуваат. Некои од нив се од оние градови кога прв пат ќе влезеш и ќе отидеш и дури да не очекуваш ти прави нели? Баш те прегрнува. Кои се градови за тебе така посебни? Еве сега живееш, бидејќи работиш во Охрид и живееш таму. Охрид за мене е еден од, ако не и најубавиот дома, секако. Јас се чувствувам како охриганец, мислам дека и кога би бил во некој друг град во нашата држава би се чувствувал исто така. Секако. Значи, тоа... А во светот?
Па Москва и Лондон би рекол дека се градови кои што ме освоиле на прва и кои што ми се секогаш во срцето. Москва не ја познам, а Лондон ме освои мислејќи дека нема да ми се допадне, ме освои невидено. Тоа е навистина преубав град. Дали рече готвиш, значи имаш развиени мирис покрај добар слух? Апсолутно. Да, секако. Кои мириси може да те вратат во некое време или назад во времето до детство? На домашна пита, мирис на сарма ме потсеќа на семејството, на празниците, на колку е убаво да си има семејство. Морам да прашам, спомена сарма. Што си во хороскоп? Шкорпија. Шкорпија? Да. Добро. Кој те е прво секавање од детството, покрај она со касетата со Павароти? На многу љубов. Растен во семејство со љубов, нели? Едно од најбитните работи што може да ни се случат како деца. Што може да ти изнервира? Па не е тешко мене човек да ме изнервира. Да. Краток фити? Не, мислам имам висок прак на толеранција, но не поднесувам дрскост, невоспитаност, лошо однесување, тоа не поднесувам. Имаме сега Подигање на глас, обраќање како што не треба. И како реагираш на кога ќе се изнервираш? Па луѓе кои што ме гледа, еве сега колегите во Охрид, мислам, викаат, кога ќе ме видат во таква ситуација, викаат човек се плаши од тебе. Мислам, тоа е една трансформација која што човек... Или на ликот? Да, веројатно ликот, очите, енергетски, исто така човек се менува. Мислам, генерално не сум толку импулсивен и не реагирам, меѓутоа знам да изреагирам на дрскост и на безобразлук многу лошо. Не сакаме и не сакаш дрскост, не сакаш безобразие и невоспитаност. Која мислиш дека е најубава доблест на луѓето и твоја доблест која е? Па човеколюбие. Така, тоа ти е? Да. Емпатија исто така. И мислиш дека сега во моментот во кој живееме постои таа емпатија во добар процент или човеколюбието малку потона? Не, мислам дека станува се поголема реткост како карактерна особина. Мислам дека младината од аспект на тоа што нели предавам на млади луѓе, па можеби имам некаква перцепција за тоа како се развива, сметаат дека читајќи ги афирмациите на Инстаграм дека се свесни за што значи духовност и што значи да се биде добар човек. Меѓутоа теоријата и праксата, нели знаеме дека се две различни работи. Не мислам дека сме на лош пат, но мислам дека треба да постојат луѓе кои што ќе ги едуцираат младите луѓе на што треба да работат на себе, затоа што на некои работи можеме да ги подобриме. Ако немате вродена емпатија, можеби можете да ја развиете, можеби можете да пробате да се потрудите. Најлесно е да го игнорирате оној што ве одминува, меѓутоа можеби треба не е ни толку тешко да се запрашате зошто е таков оној што ме одминува. Мислам, не мора да ви е битен во животот, меѓутоа секогаш на луѓето им пристапувам со многу разбирање и без никакви предрасуди, затоа што сите ние имаме рани и кои што ги носиме со себе и понекогаш нашите реакции се само одбранен механизам или нешто на кое што сме навикнали. Кажи ми, сега кога веќе спомена емпатија и сето тоа, при твоите настапи е една работа, да речеме дека таму не, но со новите студенти, со учениците, колку сочувствуваш со нив, колку се трудиш да им ја пренесеш сета таа нели емпатија кон другите и она единство кое што треба да го имаат како идни уметници и музичари? Па мислам дека тие подобро ви одговориле на ова прашање. Меѓутоа, многу често за време на своите предавања знам да им кажам дека мојата мисија е не да ги научам само како функционира гласот, туку и како да станат подобри луѓе. Токму тоа. Затоа што некогаш имаме индивидуална настава, некогаш групна настава, значи некогаш ќе видам како некој е исмеван или слично и
Тогаш го прекинувам часот и почнувам да зборувам за етички кодекси на однесување и дека сите луѓе треба да бидат респектирани подеднакво, посебно кога се колектив или кога се колеги или како и да е. Значи јас во Охридско лето доаѓам и секој утро ги бацувам сите колеги мажи и жени и кога си одам од работа ги бацувам и ги гушкам сите колеги мажи и жени. Значи подеднаква љубов за сите, не затоа што не е таа дел од актерско мајсторство, туку тоа го чувствувате, затоа што јас како карактер нема да направам нешто по ниедна цена ако не сакам да го направам. Меѓутоа, ако ви од некого имате поддршка и почит, зошто не им возвратите исто, затоа што сте директор, па тоа е само една минлива Апсолутно, дека не сме да постои таа, да. Луѓето треба да се гледаме како луѓе и како ништо друго, не како класи или како тоа што спомена, јас сум директор, па сега не исто на работа така функционираме. Значи во школото сите сме еднакви, сите се сакаме. Ако не сме семејство, тогаш нема тоа да функционира. Так. Што би ни порачало онака за крај нешто? Веќе дојде крај? Па веќе да сме, може би имаме уште неколку минути. Не. Ама да, јас имам уште прашања што некако ги прерипнав за да те следам со тоа што ми раскажуваш. Еве ти дозволувам ти да ми кажеш што сакаш да кажеш како крај. Кој сегмент треба да го опфатам? Што сакаш, Ѓорги? Значи сакаш таа меѓучовечки односи и тоа човеколюбие, сакаш музиката, сакаш се што ти лежи, можеш да ми кажеш. Вака кога јас имам 42 години и кога ќе размислам од своето детство до сега, станува збор за една комплексна структура на желби и амбиции, кои што со текот на годините стануваат реалност. Од еден аспект пеач со интернационална кариера, од друг аспект горд директор на една вистински престижна национална установа. Од трет аспект македонец кој што останал во својата држава и Малку сме, кој што останал во својата држава, никогаш не се вработил никаде, не земал никаков пасош, а секаде му биле отворени вратите. Многу ми е жал што поголемиот дел од моето семејство не се меѓу живите да бидат горди на моите успеси, но ете моите внуци и идните генерации македонци, затоа што претпоставувам дека пред мене стојат уште години кариера и напорна работа, дека ќе оставам нешто за оваа држава која што многу ми значи и која што многу ја сакам и која што е мојот единствен дом. Така што мислам дека вака би го завршил ова интервју. Преубаво. Ти благодарам за гостувањето. Јас сега ќе ја одјавам емисијата и вечерва беше со нас Ѓорги Цуцковски, тенор првенец во Националната опера и директор на Охридско лето од 2024 година, во следните 4 години вистински представник на музиката и на културата во Македонија. Јас ќе ви порачам да ја негуваме културата, да ја негуваме музиката, а до следната трафика ви посакувам убави и спокојни денови.